Градежните зафати во сообраќајната инфраструктура продолжуваат со несмален интензитет. Стартот на новата градежна сезона во знакот на асфалтирањето на улиците во урбаните заедници Тафталиџе и Владо Тасевски. При крај сме со реконструкцијата на улиците во населбата Тафталиџе 1. Во моментот асфалтираме улицата Хаванска и крак од улицата Хелсинки. Целокупната инвестиција е негде над 2 милиона денари и треба се има предвид дека овде се заменети и рабниците, и тротоарите, уличното осветлување, подземните инсталации на уличното осветлување, како и заменети се интернет врските, оптичките кабли, што значи дека овој дел од нашата урбана заедница Тафталиџе 1 е подготвена за наредните 30 години. Ни останува само уште еден мал дел од околу 250 метри на овој дел од урбаната заедница Тафталиџе 1 и практично сите улици овде ќе бидат нови, што потоа останува само улицата Париска и дел од улицата крак од улицата Париска и граѓаните на Тафталиџе 1 добиваат комплетно нови улици. Каква е состојбата со улиците кај млечниот ресторан, бидејќи и таму има механизација која се подготвува за асфалтирање? Да, таму треба се асфалтира улицата Анкарска, веќе ја асфалтиравме улицата Бахар Моис, улицата Панов, треба да се асфалтира и улицата Њуделкиска, како и улицата Атинска, што значи дека сите тие улици, претходно ја пробивме улицата Борка Талевски, извршиме реконструкција на Ристо Равановски и Рампо Левката, ако се има предвид дека претходно се реконструирани Алжирска, Анкарска и Дрезденска, значи дека веќе сите улици во урбаната заедница Владо Тасевски ќе бидат комплетно реконструирани. Во кои урбани заедници во Карпош остануваат улици кои треба да се асфалтираат? Во Влаа 1, улицата Франц Прешен и Иван Цанкар, имајќи во предвид дека веќе извршивме асфалтирање на улицата Франц Розмарн, Франц Месеснел, Езерци, Ринхини и Гари, сега тој дел го завршуваме, останува значи само краците од Иван Цанкар и Франц Прешен со сите незини краци, како и дел од улицата Влае, и кога на тоа ќе се надодаде дека насалбите Водовод и Маврово веќе се реконструирани, тоа значи дека и Влае 1 ќе биде комплетно нова како што е Влае 2. Во деновите што следуваат ќе има градежни интервенции во повеќе сфери со цел подобрување на квалитетот на живење на граѓаните на Карпош.